Дневник во 20 часот на К1 телевизија. Добро вечер. Во наредните 30 на минути проследете ги најновите информации од регионот Македонија и светот. Следуваат настаните на денот. Прогнозата на Европската Унија за највисок економски раст во Европа поттик за нови инвестиции. Средношколци, професори и лица од општинската администрација 7 дена во посета на Франција. Фени го стопи МЗТ. Македонската полиција денеска го одбележува 7 мај денот на полицијата. Со храброст, посветеност и патриотизам, македонската полиција е еден од столбовите за безбедноста на општеството. Секторот за внатрешни работи Велес во текот на 2014 година успешно, професионално и продуктивно ги извршуваше своите работни задачи. Безбедносната состојба и во општините Кавадарци и Росоман се оценува за стабилна. Со храброст, посветеност, патриотизам и пожртвуваност, македонската полиција е еден од столбовите за безбедноста на општеството. Сите оние кои ја носат полициската униформа вложуваат во мирот и безбедноста на Република Македонија, а некогаш го загрозуваат и сопствениот живот. Храброста и големината која секојдневно полицијата ја демонстрира, ќе ја помнат многу македонски граѓани на кои полицијата им помогнала во најразлични ситуации. Во време на бројни предизвици со кои секојдневно се соочуваат, многу пати досега помогнале да се избегнат човечки жртви, лични и семејни трагедии. 7 мај се одбележува како Ден на полицијата. Секторот за внатрешни работи Велес традиционално и оваа година го одбележа овој ден. Безбедносната состојба во 2014 се покажала како доста стабилна. Намален е бројот на регистрирани и евидентирани кривични дела и регистрирани прекршоци. Генерална оценка е дека секторот за внатрешни работи Велес во текот на 2014 година успешно, професионално и продуктивно ги извршуваше своите работни задачи и обезбеди стабилна безбедносна состојба на подрачјето. И од полициската станица од општа надлежност Кавадарци велат дека безбедноста на граѓаните е приоритетна работа. Бројките укажуваат дека подрачјето кое го покрива оваа полициска станица е добра и поволна. За 20% се намалени бројот на сообраќајни несреќи споредено со минатата година. Градоначалникот Панов изрази задоволство од работата на полицијата, зашто потенцира дека самите бројки укажуваат на тоа. Ние како општинска власт и како полиција не смееме да бидеме задоволни од стореното, треба секојдневно да ги решаваме и да ги намалуваме девијантните појави, кражбите и другите дела од областа на јавниот ред и мир и криминалот во општината, или да настојуваме да ги намалиме со цел граѓаните да имаат сигурно живење, вели Панов. Да сите заедно работиме за подигање на безбедноста на сите наши граѓани. Не е можно полицијата сама се да сработи. Многу работи се оставени на свеста на граѓаните, доколку не сме свесни за тоа дека живееме во град, живееме во цивилизација, живееме во стеснати услови, живееме во простор каде што е можно и е потребно многу поголемо ниво на толеранција, доколку тоа самите го постигнеме како граѓани, тогаш ќе има многу помалку работа за полицијата и полицијата ќе биде на многу повисоко ниво. Полицијата како служба, свесна за новите безбедносни ризици и понатаму неуморно ќе работи на заштита на граѓаните и правниот поредок на Република Македонија, во спречување и откривање на казнените дела и почитување на основните човекови права и слободи со цел да бидат вистински сервис на граѓаните. Последици од нападите на демонстрантите во протестот пред владата почувствуваа и дел од представниците на медиумите. Демолирана и вратата на објектот на Радио Слободна Македонија. Македонската асоциација на новинари остро ги осудува нападите. Покрај полициските службеници за време на демонстративни протести, честопати новинарите вршејќи ја својата задача се жртви на насилни напади од страна на демонстрантите.
За време на протестите пред владата на Република Македонија, повредени се представници на медиуми и каменувени се просториите на медиумот Радио Слободна Македонија, при што искршени се стакла од влезната врата на радиото. Уредникот на Радио Слободна Македонија изрази незадоволство кон дел од медиумите, кои во своите известувања за последиците од протестот не информирале за нападот. Значи, луѓето кои работат тука, кога има протести, работат под некаков притисок. Не е пријатно да ти пролета камен или некој вербално да ти се заканува или не дај Боже да ти кажува дека нешто ќе се случи наскоро, ќе те нема. Значи го сметам како удар врз медиумите. Македонската асоциација на новинари остро ги осудува нападите врз представниците на медиумите, апелираат да прекинат заканите, насилството врз новинарите и категорично укажува дека никој не смее да ги попречува представниците на медиумите во вршењето на својата работа. Последниот пролетен извештај на Европската комисија кој Македонија ја става во земјите со најголем раст на бруто домашниот производ е поттик за странските инвеститори што побрзо да ја донесат својата одлука и да го инвестираат својот капитал. Последниот извештај на Европската комисија кој предвидува дека Република Македонија ќе има најголем економски раст во Европа оваа и следната година, со кој се очекува Македонија да има раст на бруто домашниот производ од 3,8% во 2015, односно 3,9% во наредната година, е показател за поттик за инвеститорите кои се уште не донеле крајна одлука своите инвестиции да ги направат во Македонија. Во однос на невработеноста, Европската Унија најавува дека се очекува да продолжи да се намалува во Македонија и од 28,1% минатата годинава да се спушти на 27,4%, а во 2016 да се намали за уште 1% и да изнесува 26,4%. Државата со сите бенефиции што ги нуди за странските инвеститори е една од водечките земји во регионот. Со тоа допринесува за поквалитетен живот на своите граѓани. Извештајот предвидува извозот да остане цврст, што главно се должи на странските извозници кои изградија нови производствени линии во оператива. Урбаната опрема постојана мета на вандализам во Велес. Анкетата која ја направи К1 покажува осуда кон лицата кои се однесуваат девијантно. Наместо во изградба на нови паркови, парите се трошат за реконструкција на поставената опрема. Општината ќе постави видеонадзор за да се заштити општествениот имот. Искршени клупи, канти за отпадоци и оштетени жардинерии. Оваа појава ја уништува убавата слика на општина Велес. Урбаната опрема постојано е намета на поединци, кои несовесно го уништуваат она што е создадено за сите граѓани. Уништени се паркови, детски и спортски игралишта. Наместо да се градат нови паркови да се вложува во разобувување на животната средина, паричните средства се трошат во санирање на веќе поставената опрема. Тоа што го имаме да го чуваме, за да направиме уште многу повеќе. Оваа година проценката се повторно е многу повисок од лани што ги потрошивме тие околу 15.500 евра за реконструкција. Оваа година реконструкцијата ќе не кошта, верујте, многу повеќе. Граѓаните го осудуваат девијантното однесување на вандалите. Велат дека повеќето клупи се уништени поради несовесноста и ниската култура на луѓето. Според нив само со санкционирање ќе се променат лошите навики. Тоа е државна имовина на сите. Навистина непријатно е. Внучето кога го носам во парк треба да седнеш заедно со него, а не да се препрчиш. Тоа е се некое наше богатство и треба да се чува. Во секој случај. Еви кантите за отпадоци, за сите поминете по горната улица, ќе видите дека 10 нема. Цвеќиња нема, погледнете. Тоа треба некој да застане, например, или камери да се гледа, например, кој што крши, што работи, се тоа да се казва. Во е срамота. Од локалната самоуправа најавија дека ќе се превземат мерки да се намалат вандалските постапки во насока на зачувување на урбаната опрема. Ние ќе почнеме да ставаме препреки, меѓутоа во тек е и тендерската постапка за ставање видеонадзор во сите паркови површини во градот. Надлежните упатија апел за поголема грижа кон општествениот имот, да се сочува се што е изградено со народните пари, а секое расипничко однесување кое ќе се забележи да се пријави во полиција.
Објавени се прашањата за екстерно тестирање за учениците од средното и основното образование на интернет страницата на Министерството за образование и наука. Прашањата се достапни за проверка на знаењето на учениците на македонски, албански, турски и српски јазик. Прашањата што ќе бидат дел од тестовите при процесот на екстерно тестирање на учениците од 4-то оделение во основното образование до 3-та година во средното образование се објавени на интернет страницата на Министерството за образование и наука. Јавниот базен со прашања содржи вкупно 445.700 прашања на македонски, албански, турски и српски јазик. За секој од предметите се генерирани прашања во зависност од неговата застапеност во наставниот план, односно бројот на часови. За предметот застапен со 1 час неделно има 100 прашања, за предмет со 2 часа неделно има 200 прашања, а за предмет застапен со 3 часа неделно генерирани се 300 прашања. Дел од учениците се веќе запознати со прашањата, но некои се уште ги немаат видено. Дали ќе биде прашањата од екстерно? Се уште ги немаме видено. А како досега имате ли полагано? Имаме полагано. И како тече подготовка? Подготовките се во ред, но имаме проблем со тоа што ни кажуваат само 3 дена пред да се направат екстерните тестирања и немаме доволно време за да се спремиме. Тешки ли се прашања? Па некои да. Па има повеќе прашања различни за секој предмет. Има некои тешки, некои лесни, но сепак може да се постигнат добри резултати ако добро се подготвиш. Па добри беа, некои беа така потешки, некои беа полесни. Кои предмети се полагаат најчесто? Па физика, германски, англиски, македонски. Има тешки, лесни, ама повеќето се лесни, мислам. Се спремате за краток период? Па да, нормално. Колку време пред полагањето ви ги објавуваат? 3 дена. Има ли време да се спремате? Па не е доволно, ама за тоа време ќе се спремаш. Според мен математика се потешки, англиски се полесни. Па според бројот на часови во неделата толку и прашања има. Доколку имаме 1 час во неделата 100 прашања, доколку имаме 400. Па има препишување на екстерните тестирања. Секој ученик може на едноставен начин преку менито на интернет страницата да ги обезбеди оние прашања по предметите кои што го засегаат. Отворена е можноста на секое прашање, ако некој од учениците или било кој граѓанин забележи известна грешка од технички карактер или друга природа, да пријави со само 1 клик на апликацијата поставена до секое прашање. Средношколци, професори и лица од општинската администрација 7 дена во посета на Франција. Посетата на Долна Нормандија се реализира преку проектот Споделено наследство. Се спроведува во рамки на билатералната соработка меѓу општините Велес и Шербур. 40 на ученици од средните училишта во Велес на 11 месецов заминуваат за Франција. 7 дена тие ќе бидат гости на своите врсници од градот Шербур, Долна Нормандија. Не крие дека возбудата е огромна и со нетрпение го очекуваат летот. Да се види Франција било дамнешна желба на многумина. Добра дружба, значи со децата од таму, веќе си имаме запознаено со некој плюс пријателство нови ќе стекнеме. Пред се, значи, убаво да си поминаме, да размениме нови искуства, нови идеи. Очекувам ова искуство да биде навистина одлично. Ова прилика не може да доживее секој, навистина одлично што не одбара нас пример по 10 ученика од едно средно училиште во општина Велес. Со средношколците ќе патуваат и неколку професори. За нив ова е можност директно да се запознаат со францускиот модел на образовен процес. Овој престој во Република Франција биде одлична можност за размена на образовните искуства, особено европски образовни искуства, бидејќи европскиот образовен систем и европските образовни програми токму се една од главните цели на овој проект. За локалната власт ова пак е добра можност за продлабочување на соработката со Шербур. Истовремено општинската администрација ќе има средба со администрацијата на Шербур, за да ги размениме искуствата во начинот на работењето, подготвувањето на нашата администрација за она што е. Посетата на Долна Нормандија е вториот дел од проектот Споделено наследство. Првиот дел се реализираше во јануари годинава, кога во Велес беа ученици од Шербур.
Со низа активности Општинската организација на Црвениот крст на град Велес ќе го одбележи 8 мај, Светскиот ден на Црвениот крст и на црвената полумесечина. Исто така од утре започнува и одбележувањето на неделата на Црвениот крст во Македонија, а ќе трае до 15 мај. Активно помагање на граѓаните од социјално ранливите категории и редовни крводарителски акции се дел од активностите кои Општинската организација ги спроведува во текот на целата година. Оваа година се одбележуваат 50 години од освојувањето на основните принципи на движењето на Црвениот крст и црвената полумесечина и 70 години од основањето на Црвениот крст на Република Македонија. По тој повод, Црвениот крст на Македонија се приклучува на глобалната кампања предводена од Меѓународната федерација на Црвен крст и црвената полумесечина под мотото "Нашите принципи во акција". И Општинската организација на Црвениот крст од Велес е дел од одбележувањето со низа настани и активности. Општинската организација на Црвениот крст утре ќе го прослави 8 мај, денот на Црвениот крст, заедно со 33 општински организации и градската организација на Скопје со одредени активности и одбележувања. Ние во принцип сме посветени на граѓаните и на вулнерабилната група на граѓани, на оние граѓани на кои што секако им треба помош. Црвениот крст на Република Македонија е првото сертифицирано национално друштво меѓу 50 кои се влезени во процесот на сертификацијата која траеше 3 години. Општинската организација на Велес е втора во државата по број на крводарители и крводарителски акции, активности кои Општинската организација на Црвениот крст од Велес редовно ги спроведува преку целата година. Активно помагање на социјално ранливите категории на граѓани се само дел од активностите на Општинската организација. Се работи за дисеминацијски сесии или се работи за дисеминација за значењето и за пораките како и за целите на Црвениот крст и неговата мисија во рамките на средините во кои што делуваме. Дисеминациите ќе ги обавуваат наши двајца дисеминатори, Јадранка Клифова и Ангел Киров. Црвениот крст е најмасовна хуманитарна организација во светот, која постојано делува на планот на справување со најразлични етни состојби како што се укажување на помош на ранетите, болните, воените заробеници, цивилите и така натаму. Оваа организација е водечка и по бројот на волонтери. Триесет уметнички слики на младата ликовна уметница Мирјана Крстева Масети вчера вечер беа изложени во ликовниот салон во Велес. Во наредните 3 недели велишаник имаат можност да ја посетат изложбата, која е дел од проектот Велес град на културата за 2015 година. Циклусот уметнички слики што во предстојните 3 недели ќе го красат ликовниот салон во Велес се дело на младата ликовна уметница Мирјана Крстева Масети, која изрази огромно задоволство за можноста да биде дел од престолнината на културата оваа година. 35 изложени дела се работени во период од 3 години. Техниката е акрил на платно, а дел од делата се цртежи во комбинирана техника. Инспирацијата за нивно создавање се евоцираните спомени од детството на авторката. Тој е дел од мојата душа, тоа се моите огледала, моите соништа, но и соништата за кои што најаве сонувам. За свечената белина, има една свечена белина која јас ја посакувам и трагам по неа. За моите борби, за собствените ужаси, всушност за мојот свет, за целиот мој свет. Досега има направено 18 самостојни изложби, што според директорката на музеј на град Скопје сведочи за квалитетот на самата авторка како ликовен уметник. Делата се движат во сферата на експресионизмот, каде што преку абстракции го представува сопствениот поглед на светот и внатрешните доживувања на нештата. Само во мал дел од досегашните уметнички остварувања на Масети може да се препознае реалноста. Пред сега се наоѓа дела на уметник кој што, иако е масло на платно, е доста колоритен, доста експресивен и многу сензибилен. Значи, она што уметникот го доживува во секојдневниот живот, тоа го пренесува и на платната. Како дел од проектот Велес град на културата, на 26 мај е планирано уште едно отворање на групна изложба на акварели од македонски автори.
Голем број од медиумите пред почетокот на денешната пресконференција на лидерот на СДСМ Зоран Заев во знак на протест на насилствата врз медиумите организирани од активисти на СДСМ ги спуштија камерите и ја напуштија пресконференцијата. Ваквиот чекор на новинарите и снимателите доаѓа од како изминатиот период ни за новинари и сниматели се мета да напади од страна на опозицијата или луѓе блиски до неа. Останатите вести од Македонија во продолжение. Нападнатите полицајци имаат семејства. Сосема е јасно дека целта на Заев е дестабилизација. Ние ќе делуваме смирено, професионално, принципиелно, истакна премиерот Груевски. Тој апелираше до граѓаните да не наседнуваат лесно на креираните материјали на Заев, како и да ја почекаат судската разрешница. Да порачам до граѓаните да не дозволат да се закрави народот меѓу себе. Заев е свесен дека не може по нормален пат да дојде на власт, па се обидува преку насилство кое е карактеристично за слаб човек. Силниот човек нема потреба од насилство, бидејќи зад себе има програма, го има народот, посочи премиерот Груевски. Поднесена е кривична пријава против четворица демонстранти на возраст од 26 до 40 години за учество во толпа што ќе спречи службено лице во извршување на службени дејствија. Дел од осомничените демонстранти веќе имале кривични пријави за повеќе кривични дела, како и за нарушување на јавниот ред и мир. Министерството за внатрешни работи поднесе кривични пријави за насилство на протестите кои што се случуваат пред владата, откако опозицијата објави снимки од наводни разговори на владини функционери за убиството на Мартин Нешковски. Идентификувани се уште 9 други лица, од кои 7 мина од Скопје и 2 лица од Битола осомничени за насилни инциденти на протестите. Туристички агенции, хотели и туроператори од Македонија и светот ќе се представат на 5-тиот меѓународен саем за туризам Скопје Travel Market 2015, што се одржува од денеска до 10 мај во Скопје. Со цел зголемување на внатрешниот туризам, македонскиот туристички потенцијал на саемот ќе го презентира Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, која ќе се представи на простор од 65 метри квадратни. Покрај активности за промоцијата на Македонија во странство, агенцијата спроведува проекти за поддршка на туризмот. По 52 години општина Петровец доби ново современо училиште. Денеска е пуштена во употреба модерна училишна зграда на основното општинско училиште Кочо Рацин, инвестиција за која владата и општината издвои 80 милиони денари. Изградбата ново училиште беше една од најважните потреби на граѓаните, со оглед на тоа дека старото училиште било изградено пред повеќе од 50 години, односно во 1963 година. Во новото училиште настава ќе следат околу 600 ученици во 2 смени. Во следниот период Министерството за образование и наука планира да изврши комплетна реконструкција и санација на повеќе од 30 училишни објекти во поголем број општини во Република Македонија, за што веќе се обезбедени финансиски средства и во процедура се подготвителни градежни активности. Во основното училиште Кочо Рацин во Петровец настава посетуваат ученици од целата Петровец, Ржаничино, Чоилие, Катланови и Огњанци. Училиштето е опремено со современи кабинети, а за потребите на учениците во функција и новата спортска сала, која е изградена минатата година. А од вестите од светот, десетици торнада го погодија централниот дел на САД. Британците гласаат на најнеизвестните парламентарни избори. Десетици торнада го погодија централниот дел на Соединетите Американски држави, оставајќи пустош откако били уништени голем број куќи и автомобили, а предизвикане и прекин на снабдувањето со електрична енергија. Погодени се државите Канзас, Оклахома, Небраска и Тексас. За сега не се регистрирани човечки жртви, а најголема материјална штета е предизвикана во Оклахома Сити. Градот бил 2 пати погоден во ист ден, а во јужните делови наврнале 15 сантиметри дожд. Опасноста од нови торнада и понатаму е присутна во овие држави. Околу 50 милиони британци гласаат на парламентарни избори. Исходот е непредвидлив. Анкетите прогнозираат околу 34% од гласовите за конзервативците на Камерон и 33% за лабористите на Милибанд.
Околу 50 милиони регистрирани гласачи, распределени во 650 изборни единици, треба да изберат исто толку пратеници. Според британскиот изборен модел, се гласа само во еден изборен круг, а пратеник станува оној кандидат кој ќе освои најмногу гласови во својата изборна единица. На овие избори британците првпат ќе имаат можност да го дадат својот глас преку интернет. Првите резултати се очекуваат до полноќ, а конечните утре на пладне. Дејан Јовановски е нов генерален секретар на Македонската кошаркарска федерација. Фудбалското дерби без победник, работнички не ја дава титулата. Победи за работнички и Куманово, Фени подобар од МЗТ, домашен спорт. Поранешниот македонски репрезентативец Дејан Јовановски е назначен за нов генерален секретар на Македонската кошаркарска федерација. Тој на оваа функција ќе го наследи Дејан Лекич, кој ќе остане на ова работно место до Европското првенство. На седницата беше конституиран новиот управен одбор, во кој освен првиот човек Петар Наумовски, членови ќе бидат новоизбраните негови заменици Илија Пенов и Саши Дракуловски, како и Благоја Ѓоргиевски Буштур, Сашо Босилков, Тони Трајков, Даниел Воиновски, Сречко Трајковски, Ристо Јаневски, Горан Ѓоргиевски, Анатол Кутревски, Пејчо Илиев Баџо, Александар Свртинов, како и Абдурахим Бајрактар. Вардар направи целосен резултатски пресврт, но не успеа да го победи работнички во денешното дерби на првата македонска фудбалска лига. Ремито со резултат 2:2, значи задржување на предноста од 6 бода, но не и промоција во нов шампион на црвено-црните. Гол серијата ја отвори Анене во 25-та минута, а во второто полувреме Асани постигна 2 гола за целосен пресврт на Вардар и можност да се прослави титулата. Сепак така не мислеше Анене, кој во 82-та минута од надпреварот со свој втор гол израмни и ги постави конечните 2:2. Фени Индустри останува незгоден противник за шампионот МЗТ Скопје, откако трет пат сезонава успеа да го совлада истиот противник. Пред своите навивачи Фени славеше со 73:69, а најефикасен кај победникот беше Вуд со 26 поени. Работнички го совлада тимот на Карпош Соколи со 81:73, а најефикасен играч на надпреварот беше Гечевски со 24 поени. Понеизвестно беше на дуелот Кожув Куманово, каде гостите ја добија средбата која се играше во празна сала. Караджовски со 23, Луковиќ со 17 поени биле најефикасни во редовите на Куманово. Филипинскиот боксер Пакјао дава 50 милиони евра за хуманитарни цели. Барса на чекор до големото финале. Повеќе од меѓународниот спорт Мартина Митков. Мани Пакјао ќе даде половина од парите заработени во борбата со Флојд Мејведер во хуманитарни цели. Филипинскиот боксер Мани Пакјао ја изгуби борбата на векот од американецот Флојд Мејведер, но според предходниот договор заработи 120 милиони долари. Половина од оваа сума според светските медиуми ќе даде во хуманитарни цели. Инаку мечот кој беше најавуван како меч на векот, многумина го нарекоа разочарување на векот. Мејведер за победа доби 180 милиони долари. Некои медиуми пишуваат дека по победата Мејведер истата вечер потрошил 250.000 долари. Барселона обезбеди голема предност во првата пресметка против Баер Минхен и се наоѓа на чекор до големото финале во Лигата на шампионите. Лионел Меси уште еднаш ја презентираше својата фудбалска магија. Аргентинецот е најзаслужен за радоста на каталонците. Барса одлично го почна надпреварот, но во првото полувреме Ноер царуваше на голот. Суарес и Алвеш пропуштија фантастични шанси. Баер Минхен имаше голема можност да казни преку Левандовски, но тој промаши од идеална ситуација. Во второто полувреме Баер Минхен го крена нивото. Се наоѓаше почесто пред голот на Тер Штеген. Падна играта на Барселона, но сето тоа не траеше долго.
Надпреварот се промени во 77-та минута, кога Меси со удар од далечина го совлада Ноер за водство од 1:0 на Барселона. Поминаа само 3 минути до новото шоу на аргентинецот. Фантастично го помина Боатенг, а потоа со лоп удар повтор пат го совлада голманот на Баер за предност од 2:0. Кога се чинеше дека со тој резултат ќе заврши надпреварот, Меси асистираше до Неймар, кој излезе сам пред голот на Ноер и ги постави конечните 3:0. Баер Минхен ќе има невозможна мисија во реваншот да ја анулира големата негатива од Камп Ноу. Кошаркарите на Кливленд и Хјустон израмнија на 1:1 во победи во полуфиналните серии од плейофот во НБА лигата. Кливленд славеше против Чикаго на свој терен со 106:91, носен од 33 поени на Леброн Джеймс, додека Хјустон беше подобар од Клиперс со 115:109, на дуелот на кој Джеймс Харден постигна 32 поени. Леброн Джеймс, кој покрај 33 поени, имаше и 8 скока и 5 асистенции. Него го следеше Кайри Ирвинг со 21 поен, а Джеймс Джонсон постигна 17 поени. Наефикасен кај Чикаго беше Джими Батлер со 18 поени, Дерик Роуз постигна 14 поени, дополнети и со 7 скока и 10 асистенции, додека Гасол и Гибсон постигнаа по 11 поени. Джеймс Харден пак поради 4 лични грешки, најголемиот дел од третата четвртина го мина на клупата, но експлодираше во последниот период со 16 поени. Харден покрај 32 поени имаше и 3 скока и 7 асистенции, а го следеше Двајт Хауард со 24 поени, 16 скока и 4 блокади. Клиперс играа без Крис Пол, па беа предводени од Блейк Грифин со 34 поени, 15 скока и 4 асистенции. Денеска имавме нестабилно време со повремени врнежи од дожд. За тоа какво време не очекува во наредните денови да погледнеме во продолжение. Почитувани гледачи, со оваа информација го завршуваме дневникот. Имајте пријатна вечер.